Добар ден! Јас сум Наташа Најдовска-Кочовска, професорка по психологија, спортска психологија и педагогија во ДСУ Спортска академија Битола. Денес ќе учиме една важна и интересна лекција за факторите за развој на психичкиот живот на човекот. За да можеме подобро да ги разбериме факторите, би било добро да започнеме со развој на психичкиот живот на човекот, тоест со филогенетскиот аспект и онтогенетскиот аспект. Филогенетскиот аспект се однесува на развојот на човечкото суштество воопшто. Филогенетскиот развој го опфаќа развојот на психичкиот процес кај човекот, кој од биолошко суштество се развива во биосоцијално суштество. Примитивниот човек и промените претрпени низ вековите, благодарение на искуството низ повеќе генерации. Откривањето на огнот, орудијата, создавањето на социјалните основи на животот, семејството, комуникација, па се до истражување на универзум. Филогенеза, тоест примитивен човек до модерен човек. Онтогенетскиот аспект е фактички индивидуалниот развиток на една единка и ги опфаќа фазите од развитокот на еден организам. Пренатален животен период, пред раѓање и постнатален период во развојот после раѓање. Некои фази во човечкиот развој имаат временска рамка: детство, младост, зрелата возраст и старост. Сега ќе погледнеме некои слики, за да ви биде за вас подобро за разбирање. Сега ќе погледнеме некои слики за подобро разбирање на двата аспекти. На првите слики се гледа комуникацијата, тоест градењето на семејство од страна на праисторискиот човек. На втората слика се гледа како тој се обидува веќе да прави некакви орудија за лов и за подобар начин на живот. И на оваа подолна слика се гледа она што вие веќе сте го учеле сигурно по биологија, од човеколик и мајмун па се развој до човек со време. Вежба или задача. Истражи за филогенетскиот развој, условите за развој на праисторискиот човек. Има доволни информации за да отворите на интернет и чисто да проверите како бил тогаш животот и како тоа успеало да се развива човечкото суштество. Вторите слики го кажуваат онтогенетскиот развој. Рековме пренатален период, заради тоа е ставена слика од бебенце, од зачнувањето до раѓањето, пренатален период, и постнатален, самиот развој на единката, од бебе па до длабока старост. Вежба задача. Напиши по неколку зборови карактеристики за развојните периоди на човекот. Неколку карактеристики за детството, неколку карактеристики за зрелоста, за младоста, за староста. На тој начин подобро ќе го разбериш и едниот и другиот аспект. Се надевам дека ви е интересно. Сега продолжуваме понатаму со факторите за психичкиот живот. Сложеното однесување и сложениот психички живот кај модерниот човек е резултат на долгиот развој. Органската основа на психичкиот живот ја представува организмот во целина. Развојот на психичкиот живот кај човекот, од зачнувањето до крајот на неговиот живот, е под влијание на низа фактори кои главно се базираат на наследство или генетски материјал, средина или родители, врсници, училиште и слично. Активноста и самоактивноста на човекот како трет фактор. Некои психолози сметале дека клучен фактор за развојот на човекот се наследните особености,
Тие теории за развој се наречени нативистички теории или нативизам. Други психолози се спротивни во тврдењата и главниот фактор за развој го гледаат во средината. Нивните теории се наречени теории на емпиризам. Во овој контекст, уште од минатото, па до ден денес, во академските кругови актуелна е дебатата за улогата на наследството, нативизмот и средината емпиризм. Истражувањата направени врз човечки близнаци служат како битен извор на информации околу ефектите на генетските и срединските фактори. Сега ќе ви поставам една устна задача. Според ова досега што го видовте на оваа презентација, според вас, што мислите што повеќе влијаат, наследните фактори или срединските фактори? Значи, и самите гледаме дека некои психолози се кон нативистичките теории, а некои кон теориите на емпиризм. Според ова што го видовте досега и според вашето искуство досегашно, што мислите вие? Што повеќе влијае врз развојот? Наследството или генетскиот материјал или средината со активноста или само активноста на човек? Продолжуваме поединечно да ги видиме сите фактори. Значи, почнуваме со наследните фактори како први кои влијаат врз развојот на човекот. Карактеристики одредени повеќе од наследството. Значи, сега во две табели ќе настане набројување на физичките карактеристики и интелектуалните карактеристики кои што ние во поголема или помала мера ги наследуваме од нашите родители. Во физички карактеристики се спомнати вистина на телото, тежина, тоналитет на гласот, крвен притисок, паѓање на зъби, атлетски способности, сила на стеснување или бокс на раката. Во интелектуални карактеристики спаѓаат помнење, интелигенција, возраст на усвојување на зборување, растројство во читањето, мисловни задоцнувања и темперамент. Значи, тука имаме една задача, вежба задача, што мислиш дека си наследил од твоите родители. Јас мислам дека многу често, например, да се случи да се јавите кај некој другарче на телефон и да не можете да направите разлика дали разговарате со пријателот ваш или со некој од родителите. Дали вакво нешто ви се случило? За лично да видиме дека и лично ние можеме да ги согледаме тие физички карактеристики кои што ние ги наследуваме. Ова ви е како пример и за подобро да ја решите вежбата задача што сте наследиле од вашите родители. Велам за физички и интелектуални карактеристики. Сега продолжуваме со механизмите за наследството. Значи, генетските фактори не само што ја прават потенцијалната основа за изразување на одредени однесувања или пак одредени особини, туку исто така одредуваат ограничување за изразување на таквите однесувања и особини. Наследните обележја кои настануваат под влијание на гените, се пренесуваат од генерација на генерација. Според генетичарите, со наследство не може да се пренесе искуството од возрастните на нивните поколенија. Се пренесуваат единствено гените, но тоа не значи дека гените се непроменливи. Тие можат да се променат или мутација под влијание на хемиски процеси или радијација од различен степен. Значи, со други зборови, доколку не постои генетско заболување од претходните генерации во семејството, а врз личноста има штетни влијанија од животната средина, воздух, храна, животни услови и слично, сепак може да настане болест и обратно. Доколку во гените има веќе детерминирано некакво наследно заболување, а личноста внимава на животните услови, може до значителен степен да го намали или сосем тоа заболување да не се појави. Продолжуваме со
социјална основа на психичкиот живот. Значи, сега го гледаме другиот фактор. Може да се каже дека сите посложени особини на човекот се резултат на организирање на бројни својства на личноста во нови целини. Некои од тие особини кои влегуваат во нови целини се развиваат под влијание на наследството и под влијание на средината. Со гените се пренесуваат диспозициите кои се неопходен, а не доволен услов за развој на одредени особини. Генотипот, како збир на наследни диспозиции, значи поцртано е диспозиции, заради тоа што тие се диспозиции, а се друго што влијае, дури и само активноста ги прави нив способност. Значи генотипот како збир на наследни диспозиции квалитативно се менува под влијание на средината и активноста на поединецот. Диспозициите би станале способности под влијание на средината и активноста на поединецот. За да се употребат во целост диспозициите, неопходно е да се има стимулативно дејство на средината и мотивација на самата личност. Пример, ако Алберт Ајнштајн не примал интелектуални дразби кога бил дете и не бил однесен во училиште, тешко дека ќе го постигнал неговиот генетски потенцијал. Исто така, еден талентиран спортист нема да ги покаже неговите физички вештини, способности, диспозиции, ако пораснал во средина што не го поттикнувала неговиот внатрешен талент и не му овозможила да тренира и да ги усовршува неговите природни способности. Заклучок. Срединските фактори и самата активност на поединецот играат клучна улога во успособувањето на луѓето за реализирање на потенцијалните капацитети, овозможени од нивниот генетски код. И последниот фактор да го разгледаме, активноста и самоактивноста. Пред да почнеме да кажуваме што е, би било интересно да напишете на едно ливче што за вас подразбира зборот активност и самоактивност. Откако ќе го напишете тоа на бел лист, прочитајте го текстот што е потоа. Значи, досега ги разгледуваме двата главни фактори кои директно влијаат врз развојот на личноста, наследството и средината. Но не можеме да заборавиме дека личноста не е пасивно битие кое се реализира само под некакви влијанија. Самоактивноста е клучниот фактор за реализација на дадените диспозиции. Значи, самоактивноста е клучниот фактор за реализација на дадените диспозиции да станат способности. Секое дете треба да биде стимулирано и активно за да ги развива своите индивидуални способности. Пример, никогаш не би можел да станеш успешен фудбалер доколку твоите родители ти го спремаат ранецот за на тренинг и те убедуваат дека ти си најдобар. Сега да видиме, наследни гени, диспозиции, стануваат со самоактивност способности. Вежба задача, колку е важна самоактивноста за еден спортист да стане врвен фудбалер? Одговорете ја и размислете за целата лекција, почнувајќи од филогенеза, онтогенеза, условите за развој на психичкиот живот во целост од праисториско време па до денешен модерен човек и условите за развој на диспозициите претворени во способност. Се надевам дека ви се допадна лекцијата и дека можеби треба да ја прегледате 2 или 3 пати за да ја разберете во целост, зашто тука се наведуваат клучните фактори за успех, без разлика дали е фудбал или некоја друга професија. Пријатно!